Te zakači, mi si izmokla. Odam da javam, ti ponego. Орце. Кой? Орце. Што сакаш? Морам да го видам Митре. Што има? Нешто не е во ред? Уште треба да се оставам код на комитетот. Не знам. Треба да се јавам. Морам. Отоманската империја си останува феудално-деспотска монархија во која стенкаат многу поробени народи, меѓу кои и нашиот народ. Империјата слабе е однатре, трули. Однадвор ја притискаат големите европски сили – Русија, Австро-Унгарија, Франција, Англија, гледајќи си ги своите собствени интереси. Империјата ја викаат болесникот на Босфор. Но патот до нашата слобода сепак е тежок. Крвав. Нема слобода без крв. Султанот Абдулхамид II не мисли никому да подарува слобода. Напротив, вие сите знаете дека жандарите се полни со Ранец? Караспир, ако дошо тушкаше наоколу, ни поба, ни одраце. Мене ми побегна. Македонскиот народ е решен да ги Не. а за тоа се повеќе и повеќе се создаваат необходните услови. Нашата цел е општонародно востание кое треба добро да се подготви за да успее.
Ослободувањето на Македонија зависи само од внатрешно стanje. Тука туѓи штикови не се потребни. Секој што мисли поинаку, се лаже себе си, а ги лаже и другите. Смрт или слобода, рече пред малку Василе. Така ли, Василе? Така пишува на нашето знаме, војвода. А јас само тоа знам да кажем. Па со тие зборови и би го завршиле овој состанок. Зборови, зборови, зборови. Само ножот треба да зборува. Со зборот треба да се разбуди секој човек, сиот народ, сите македонци. А и другите треба да се придобијат за делото. Власи, арнаути. Треба да се каже дека и сите турци не се исти. Треба да се прави разлика и меѓу нив. Исто така, на сите соседни народи треба да им се каже дека ние одиме по свој пат со своји сили. А сме за братство, за соработка, за културен надпревар меѓу народите. Ножот. Нашиот нож е нашата организација, Лука. Таа треба да се кали. Незините чети. Браќа, да сте живи здрави сите. Сега сите одете си дома на задниот излез. Не, војвода, каде ти, тамо и ние. Сторете како што реков. Ние одиме на предната порта. Одиме конник, само мирно. Господинот Андро Дуко, Точно. трговецот од Солун, а? А овој? Тој е мојот помошник. Ќери Мага. Ти очигледно си залутал во Долна Мала, а? Муса, Ахмет, испратете го господинот трговец до неговиот хотел. Мораме да внимаваме, улиците се полни со разбойници. На царските трговци не смее ни влакно да им фали од главата. Хајде. Пеќе ефенди.
Дојдовте кај нас за час. Благодарам. Господица Сара. Не знам зашто ме поканивте, господице Сара. Господине Андро, вчера од Солун добив едно шише коњак од брат ми Исак. Вечерва ние двајцата први ке го пробаме. Ето затоа ве поканив. Повелете, седне. Благодарам. Вие сноште толку убаво ми раскажувавте за Солун. И сега ке наздравиме во тоа име. Иако јас не би смеела поради грлото. Наздравие. А здравие и за убавиот Солун. Да, за убавиот Солун. Никогаш повеќе јас не ке се вратам во Солун, господине Андро. Никогаш. Не сум веќе така млада. Стара мома. Немам кураж да се вратам во мојот Солун. Ај ми се допаѓа овој мој хотел. Навистина го сакам. А може би и нешто друго. Да? Извинете. Пристигна Сулейман Бек. Добро може. И значи вие утре се заминувате? Да. Само 2 дена во овој мој рај. Се чувствувам како да сум ваш гостин толку години. Благодарам. Се надевам пријатно се чувствувавте сношти со Сулейман Бек и со мосје Жон. А, да, многу пријатно. Токму затоа вечерва ве поканувам сите тројца да бидете мои гости. Иако не се чувствувам многу добро. Тогаш, јас ке морам за малку да се повлечам во својата соба, господице Сара. Ке бидеме на истата маса како сношти. Тој е тука поради мене, по наредба на Киримага. Ке разговарам со кајмаканот, ке се жалам. Киримага ме варди од разбойници, господице Сара. Нема потреба да го вознемирувате кајмаканот. Добро. Ме зачудува оваа благородна постапка на Киримага, тој некому да сака добро. А биенто... Едниот зад ти е долу, пред влезот. Секој си ја врши својата работа, Ванде. А на Турчино, пред врата, можам да му го извадам гркленот со 2 прста, нема ни да кркне во вода. Јас сум господин Андро Дуко, солунски трговец на Ангро. Купувам жито, кожа, волна и така натаму.
Zato imam carski dokumenti, a ti si moj pomoćnik. Jasno. Zato ne smijem da nosam niti nož, niti pištol. Točno. Sepak na Turčino bi mogu izvadil grklenot sa 2 prsta. Dobro, dobro. Ne lutuj se, vojvoda. Ja sam? Vojvoda Andro Duko, trgovec od Soluna. Slušaj, Vande. Сега ќе слеземе долу во ресторанот. Ќе видам гости на господица Сара. А ти немој случајно да припукаш. Da pripukam, jas. A sa što? Selam Hasan Efendi. Selam, Kerimar. Moram веднаш кај Макамут. Нещо се договара со Мустафа, кадијата. Играат шак. Не знам дали добива или губи. Итно е. И онај? И тој. Добро. Повели. Кај Макам Ефенди. О, Керимага, Буйрум, šta imam? Možeš da mi kažeš pobedi? Го видов оној трговец, ѓавор. Андро Дуко, во Долна Мала пред половина час. I? Таму бил на таен состанок. Ево овој овде може да каже се поред. Kaži. Макам Ефенди, тој излезе од хотелот предвечер заедно со својот помошник. И јас понив. Ама кај Долна Мала му ја изгубив трагата. Si mu je izgubil tragata. Ti carski lep jadeš za badijel, ne? Ме спотера едно куче и избегав. Ti si kućer. Чоро куче! Проштавај, Макам Ефенди. Проштавај. Ajde, kaži. Потоа ме спотера едни двајца и едва се извадил жива. Доста! Ništa ne go razberem ovo djavu. Kada je сега тој Дуко? Во хотелот. Моите луѓе го држат на око. Това е добро. Što misliš ti, Kadija Efendim? Da go apsime тој дјаур или да чекаме Абер од Солун, а? Prvo, na ovoj pezevenk da mu se udrat 25 stapovi po gazu. Со задоволство, Кадија Ефенди. Vtoro, da se čeka na Aberot od Solun. Da vidime ko je toj Andro Duko. Može toj djaur je vojvoda Tagoco. Може би тој е навистина солунски трговец?
Те е виден да седи на една маса со Жан од францускиот конзулат. Најарно ќе биде да чекаме наверот од Соло. Може. Кајмакам Ефенди, јас гарантирам дека тој е Гоце, најголемиот душман на нашиот султан, на нашиот татко. Да живее нашиот султан, таткото наш. Гарантираш, е? А со што гарантираш дека тој е Гоцо војвода? Со глава, Кајмакам Ефенди. Ти татка си би го предал Караспина, а? Би, Кајмакам Ефенди, за султанот. И мајка си би ја предал. Би, Кајмакам Ефенди, за султанот. Убаво. Ги сакаш ли златниците? Многу, Кајмакам Ефенди, многу. Земи. Евала, Кајмакам Ефенди, евала. Керимага, Повели Кајмакам Ефенди. ти да не заборавиш. 25 стапа да му се удрат на овој. Удри му 30, Керимага. Има дебел газ. Евала. Телеграма од Солун за Дуко. Податоци ќе испратат во текот на утрешниот ден. Ќе чекаме до утре, Керимага. Не ми се допаѓа, но ќе чекаме, Кајмакам Ефенди. Teče sena, ubavica, teče tiho, pejki. Paris, Paris, ti si ljubav sjajen, večno žen Paris, ljubav sjajen, večno Paris,
Bože. Залиша совест, Јожо. Франција, мојата Франција. Парис, месие Жан. Тоа ме подсетува на моите студии во Парис. Уи. Франција е Франција, но Парис е Парис. Па тоа е исто, монами. Франција, Парис, Франција, исто. Сара пресече дали е исто Франција и Парис. Не знам, пријателу. Навистина не знам. Јас сум од Солун и Солун за мене е најубав. Но јас толку многу ти имам зборувано за Парис. Замислете, господине Андро, тој најмногу од се го сака Парис. Тој од него дури и своја невеста би направил. Јас сепак мислам дека тоа чиста лудост. Се разбира дека е чиста лудост, господица Сара. Господине Дуко. Јас така мислам, Бегу. Таа може така да мисли и да рече. Ти можеш да мислиш, но не смееш да речеш. Ѓаур. Бегу. Сулейман Бегу. Господине Андро. Сулейман. Таа го сака. И јас мислам така. И тој ја сака неја. Да се напиеме, монами. За ваше здравје, месие Жан. И за Франција. За Парис. Мерси. И за вашиот роден... Кукуш. Уи. За вашиот убав кукуш. Кукуш, месие Жан. Тоа е обично мало место во Македонија. И за Македонија, монами. Еве ги се враќаат. Браво. Ето така, сега пак сме сите заедно. А сега вие двајца подайте си рака. Така. Господине Дуко. Повелете, Бегу. Зошто Парис не може да се сака повеќе од се, па да се направи дури и своја невеста? Затоа што само својата земја човек може да ја сака толку многу. Дури да ја направи мајка и невеста. Мсју Жан, па тие пак ќе пламнат. Pepino. Magija, trik, halucinacija, telepatija, iluzija, iluminacija, perpetuum mobile, hokus pokus preparandus, đavoli, vragoli, Pepi, Pepino.
Господине Дуко, Молам. вие сакавте од мене да купите 2 коња. Јас ви реков дека немам коњи за продавање. Точно. Дојдете утре во мојот коњарник да си одберете. Благодарам, бего. Утре сте сите мои гости на Чифликот. Ќе дојдам да ве земам изутрина. Убаво, бегу, убаво. Мерси, монами. Моето почитување, господице Сара. О, Кери Мага. Убава програма. Господа, Bonsoir, monsieur officier. Повелете, Кери Мага. Седнете. благодарам. Во Солун гледав еден илузионист, Папагали. Да, Гали Папагали. И јас сум го гледал. Вешто човече, да. За колко станува збор, господине трговец? За Гали Папагали, илузионист од Солун. А така, од Солун. Се што има таму. А во Париз гледав еден индиски илузионист. Тој забиваше црна кама во своите голи гради и оттаму вадеше бел гулат. Па тоа е него. Фантастично, монами, фантастично. Да, јас тоа 3 пати го гледав таму. Убаво, бегу. Но секој не може да биде 10 години во Париз. Треба некој да биде и овде, да ја варти земјава. Затоа си платен, Кери Мага. Ќе ја вардиш. Се разбира, господин Бек. Ако треба и без пари ќе ја браниме земјава, само ти кажи. Кога сум во кафеа на Кери Мага, сакам да уживам и да разговарам со пријателите. Секако, сумеко Бек. Си одам. Зашто толку бргу, Кери Мага? Останете уште малку. Наминав само да видам дали нашиот трговец стаса жив и здрав од Долна Мала во твојот хотел, господице Сара. Затоа дојдов. А како што гледам, тој е и жив и здрав. Благодарам, Кери Мага, за грижата и вниманието. Јас имам една забелешка, Кери Мага. Некако ич не сакам да гледам запти низ мојот хотел. А тоа, господице Сара. Сам. Мусар. Да. Што бараш ти овде? Јас? Да те нема. Ете, видно и тоа, господице Сара. Да, Кери Мага. Повели, Кери Мага. Повели. Тој од сега ќе биде покрај нашиот трговец, господице Сара. Да го варди од разбойници. Слушна, Караспиро? Или може би не знаеш кој е господинот Дуко, а? Чув, Ефедем, чув. Јас, како не го познавам господинот Дуко, јас секогаш и знам сите оние што треба да се знаат. Јас, ако треба за господинот трговец, во вода, во оган, ќе се фрлам. Добро, јас... добро. Доста оди. Добро, Кери Мага, добро. Готово, господице Сара. Трговец, а? Епа, добра ноќ. Добра ноќ, Кери Мага. Кери Мага, Караспиро, Муса. Мислам дека не требаше да се враќам од Париз, месие Жан. Секој сака да се врати во својата земја, монами. Зар не, месие Андро? Земјата е како мајката, месија. Да, уи. Која е твојата земја? Ова истата. Која? Македонија.
Што си ти, господине Дуко? Јас сум македонец, Сулейман Бек. Hej, kada si? Јас морам да се приберам во својата соба, господице Сара. Утре ме чека долго пати. И јас мислам дека е време да си одам. А и ти, Сара, не си добра, треба да си легнеш. Веќе жако, кажете и вие дека треба да си одите, тој Кој има конзел? И јас мислам дека треба да си одиме порано за утрешната посета на чифликот на Сулейман Бек да бидеме посвежи. Ало, вали? Сулейман Бек, значи ќе се видиме утре наутро. За вас имам подготвено едно малечко и пријатно изненадување. Да живее султанот! Да живее! Долу кодошите, долу кодошите! Кој кодаш? Што кодаш, кодаш? Што е? Керимага е се уште долу со неколку заптии. Добре, значи, не вардат од разбойници и ајдуци. Ќе тргнеш? Гледаш ли нешто? Голема мешаница војвода. Не го гледам Керимага. Керимага! Ванде! Остави го пише. Утре ќе мораме да заминеме. Легни одмори малку. Бонжур, мадемуазел Сара. Comment ça va? Господине Андро. Месье Жан, какви се твоите информации за она што синоќа се случуваше пред хотелот? Се што се зборува, јас само тебе можам да ти верувам. Еден комита е убиен, монами. Сега бил поставен кај Долномалскиот мост. А се зборува дека и Керимага е ранен. Така значи. Авдула, терај на горниот мост. Заповедано е да се вози према Долномалскиот мост. Терај на горниот. Пеки, ефенди, пеки. Ај! Надвор од градот може само преку долниот мост, бегу.
Така нареди кај макамот. Абдула сврти лево по надолниот мост. Еки. Ајде. Бегај, Свето! Бегај, Дула, една! Бегај! Бегај! Пополека, Абдула. Внимавај. Ајде, Свето, бегај! Ајде, Машко, полека! А тоа е лудата Света. Идбе, камо бе! Бегај, Свето! Тръгни се, Свето, ќе те удрам! Летала совица, тојта препелица, некојче бело, а тој и нема раце. Господице Сара. Господа. Кери мага, па вие сте навистина ранет. Ранет, но жив, господице Сара. Те чували добро од разбойници мојот Караспиро, господине трговец? Па убава веселба со гостите, Сулейман бек. Терај, Абдула. Најбрзо што можеш. Ајде! Тргнувај, Караспиро. Терај! Ајде! Ајде, Араб! Тој! Тој, Абдула! Бегу, што ти е? Сулеймане? Ништо. Не ми е ништо. Сево ова е твое. Твоја земја. Моја? Моја? Монами. Да се симнем, а? Не. Господине Дуко. Да? Ти молчиш. Кери Мага е звер. Да може тој секој ден ќе набива по една глава на кол. А такви како него има многу. Не мораш да гледаш глави набиени на кол, ако не можеш, Сулейман бек. Парно ќе ти беше да си останеше во Париз, ако имаш меко срце. Ќути. А зошто се креваат луѓето? Таа раја. Зошто се кревате вие?
Во својата земја се креваат луѓето. За неа. Ова е моја земја! Моја! Ова е моја земја. Моја. Да одиме, бегу. Але! Але! Стасове. Најпослед, господа. Ете, господине Духо, тоа е мојот имот. Големе. Избереш веднаш или првин да се напиеме кафе? Јас сум за тоа веднаш да ги погледам твоите коњи, Бегу. Мене коњите ме интересираат. Така е, господине Дуко. Првин пушката, а потоа коњот се најважни за вистинскиот човек. Да, господине Андро, неговата најголема страст се коњот и пушката. За него трето нема. Добре дојде, Сулейман бек. Добре дојдовте, госпогице. Добар ден. Месие. Ефендам. Ибрахим, тоа е господинот Дуко, трговец. Ќе одбере коњи. Извадете ги најдобрите. Пеки, бегу. А оној кодаш по тебе како куче? Тој ме варди од разбойници по наредба на Керимага. Ајде кај коњите, господине трговец. Селјам, Бегу. Како се викаш? Елмас. Маш. Тоа е мојот најмал син, Бегу. Лjubav, čekaj da ti dadete jedno sukirce. Знаат. Само се сомневаат. Оној. Може. Ти знаеш што е добар конј. Убав конј. Уиметно, да е. И оној би го зел.
Извади ги коњите за господинот Дуко. Пеки, Ефенди. Керимага. Гледам. Никако да се ослободам од тој крлеш. Благодарам, господине. Ти благодарам тебе и на Господ. Јас сум тука, Сулейман Бек. Гледам. Дојден сум службено, поради него. По наредба на Кајмакам од Сулейман Бек. Чув, Керимага. Господине Андро. Вие сте храбар човек, Монами. Браво. Честитам. Честитам, господине Дуко. Да влеземе да се почестиме нешто. Баш убаво време. Јас брзам, Сулейман Бек. Мене работа ме чека. А кафе ќе пиеме друг пат. Може би еден ден, вака сите заедно. Добро. Твојот управник нека среди за коњите. Ванде, подготви ги документите. Ибрахим, чу. Да, бегу. Да седнеме, месье Жан. Уи, мадмазел. Еве ме случајно пак овде, господине трговец. Се видов. Браво, браво. Сулейман Бек. Што е? Тој сака да замине. Да. Треба предпазливо да го задржи што подолго. Тој не смее да се оди додека не добијам известие од Кајмакам од Сулейман Бек. Очекувам секој час. Изгледа дека тој е оној шејтан што го бараме насекаде. Гоце војвода Сулейман Бек. Тој е или само изгледа дека е? Телеграмата од Солун ќе каже точно. Додека таа не стигне, тој за мене е само Дуко, трговец. Мислам дека е сега моментот. Да, одвај чекам. Монами, еве го ветеното изненадување. Примете го од мене овој скромен подарок. Мерси, месье Жан. Убаво е? Да, прекрасна. Да го оставиме оној пес без фес, а? Месие Сулейман Бек е најдобриот стрелец во сиот вилајет. Се е средено со коњите, бегу. Во ред, Ибрахим. Ето, господине Дуко, коњите се твои. Одиш без поздрав со мене, господине трговец. Мене ме чека долг пат, Керимага.
Јас имам уште многу работа. Тој е Сулейман Бек. Да се фати жив или мртов. Кајмакам Махмуд. Душманите на султанот се душмани на секој од нас, Сулейман Бек. И? Што? Ако оди по патот, ќе мора да се искачи на тумбата зад павилјонот. Ќе мора? Тогаш ќе треба да се пука во него, Сулейман Бек. Одовде не може да се промаши. Пукај, Керим ага. Сулейман Бек. Јас сум ранет, Сулейман Бек. Ти си најдобриот стрелец во целава околија. Ќе биде многу лошо и за обајцата ако не избега од раце, Сулейман Бек. Не знам како е во твојот Париз, но овде од време на време мора да се пука. А и по некоја глава да се пресече и да се надене на кол, Сулейман Бек. Доста, Керим ага. Еде ги. Одовде ќе биде најдобро да се пука, Сулейман Бек. И на Аллахот ќе му биде мило тоа што ќе го стори сега твојата рака, Сулейман Бек. Нека биде Аллаховата волја. Побегне ѓаурот, а? Муса, понив! Кажи, Керим ага. Најдобрата левица на Балканот.
namerno nego pogodi. Trebаше да я зачувам за такви како тебе, Керимага. Керимага! Бегу! Што е? Ништо, мосие. Нема повеќе да му треба. Ибрахим! Доктор! Сулейман, зашто? Ефендија, зошто? Само Аллах ја знае вистината. Јас реков дека е тој Керимага. Јас со главата тврдев дека е тој. И ете, па кај Махаме Ефенди тврдев дека сигурно е тој. Гоце, со главата тврдев, живи вера. Со главата, да, со главата. Не, не Керимага! Тој шејтан е недофатлив, како орел. Кој Керимага?